Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е председателот на Универзитетското собрание на Универзитетот Свети Кирил и Методи, Бојан Ефтимов. Ефтимов, по 2 години од носењето на Законот за високо образование, што беше инициран со големите студентски протести во кои своевремено и вие учествувавте, деновиве студентите добија свој представник. Што планирате да смените со оглед дека мандатот ви истекува на крајот од годината? Во првата година едно од основните цели мора да биде да го изградиме идентитетот на студентското представничко тело, да изградиме доверба кај студентите, однос да го препознаат студентското представничко тело како свое. Бидејќи во минатото имаше аверзија, се уште ги влечеме сенките од минатото, од претходните полулегитимни, нелегитимни студентски представнички тела, иако ова е нов концепт, скрос нов модел, нема никаква формална поврзаност со претходните. Сепак студентите гледаат со аверзија кон нас. Ние мора да изградиме доверба, да се отвориме кон студентите, да ги вклучиме преку најразлични механизми во работата на собранието, како би можеле да ги реализираме нашите цели. Тоа е едната работа, да изградиме доверба кон студентите и другарски однос со сите студенти. Втората работа е мора да се вклучиме активно во управувањето на универзитетот, во носењето одлуки, да вршиме притисок да се реализираат интересите на студентите, барањата на студентите да се вклучат во креирање на наставните програми, во научно-истражувачката дејност, во оцената на работата на професорите, да иницираат низа барања и проекти кои се од нивни интерес. Има ли доста работи кои исто така треба да ги смените? Што е со студентскиот стандард, со застарената опременост на факултетите, со студентските домови? Да не зборуваме за немањето пари за истражувачки проекти. Еве, бевте ли да го посетите Природно-математичкиот факултет по протестот на студентите кои меѓу другото бара и обновување на застарената опрема на лабораториите? Ги видовте ли состојбите таму? Високото образование во Македонија се распај. Значи, инфраструктурата е катастрофална. Немаме квалитетни амфитеатри, немаме квалитетни лаборатории, немаме квалитетни читални, ако воопшто има читални, на некои факултети не има. Лабораториите се од пред 50 години, наставните кадри секоја година се намалуваат и немаме обнова на истите, па така повеќето институти на УКИМ кубурат, имаат недостаток на наставни кадри. Во глобал, целата ситуација е катастрофална. Да, ја знам ситуацијата на Институтот за хемија, конкретно на Природно-математичкиот факултет, меѓутоа Институтот за хемија е најгласен. Треба цел УКИМ да се дигне и да каже јасно и гласно дека нема доволно финансии, дека нема доволно средства, дека нема доволно можности да изгради универзитет по најсовремени стандарди и заедно студентите и професорите да бараат повеќе финансии за да не се наоѓаме во оваа ситуација кај што сме сега, туку да тргнеме напред. Добро, но планирате ли да отидете и да ги видите состојбите на Институтот за хемија и што мислите, како ќе издействувате да ги натерате надлежните да тргнат во решавање на дел од горливите проблеми? Да, планираме од Универзитетското студентско собрание да ги посетиме сите факултети и сите институти. Како планираме да извршиме притисок? Универзитетското студентско собрание представува 30.000 студенти на универзитетот. И уште илјадници други млади луѓе кои во иднина ќе се вклучат во образовниот процес. Меѓутоа, образованието е од јавен интерес, од интерес на сите. Така што, дефинитивно, Универзитетското студентско собрание, као легитимен и легален представник на 30.000 студенти и уште илјадници други млади луѓе, може да издействува државата да се фокусира на образованието да стане приоритет, инвестиции во образованието да станат приоритет. Сте биле ли во студентска менза по истражувањето на Младинскиот образовен форум, кој зборува дека за подготовка на оброците на студентите се трошат по 61 динар дневно за студент? Не само што сум запознат со ситуацијата, туку сум работел там се уште, и ќе сакам и Универзитетското студентско собрание да се вклучи во измени на законот за студентски стандард, односно пишување на нов закон за младински стандард. Преку овој закон ќе бараме да се зголемат финансиските издатоци за државните студентски домови,
а со тоа и да се унапреди квалитетот и на мензите, и на сместувањето, и на целокупниот живот во студентските домови. Кога последен пат сте јаделе заедно во студентска менза со вашите колеги од внатрешноста? Мене не ми следува право да јадам во студентска менза, меѓутоа канцелариите на Универзитетското студентско собрание се до Кузман студентскиот дом, така што тоа е можност да се увиди каква е ситуацијата. Од разговори со колеги, со студентите во студентскиот дом, сум слушнал дека има подобрување во однос на исхраната, меѓутоа сепак студентските домови во глобала не се на доволно високо ниво и мора да работиме на нивно напредување. Каков е според вас квалитетот на високото образование и што треба да направат професорите, универзитетите, државата, надлежните институции со оглед дека Македонија паѓа на Шенгенската листа и со години не може да се вброи меѓу 100 најдобри универзитети во светот? Прво, државата што мора да направи, мора да инвестира во образованието. Без инвестиции во образованието, без големување на буџетот за високо образование, кој во просек изнесува 60% од европскиот просек. Значи, ние сме речиси на половина од инвестициите во образование кои ги имаме во Европа. Да инвестира во научно-истражувачка дејност, да им остави на универзитетот автономија со тие финансии да располага и да се изгради сам, заедно, студентите и професорите, заедно преку учествување во управувањето, преку поголема контрола на студентите врз работата на професорите и обратно, преку зголемени критериуми за пројодни оцени, за дипломи, за магистерски трудови, за научно-истражувачка дејност, заедно да изградиме поквалитетен универзитет. Меѓутоа, инвестициите од државата се клучни. Без инвестиции не можеме да имаме квалитетно образование. Со кои пари вие ќе работите? Бидејќи ова е ново тело, сега се основа, не можам да кажам со каков буџет ќе располагам, бидејќи не знам. Никој не знае. Се уште се основа, се уште заживува телото, се креира, така што во оваа и во следната недела ќе разговараме со ректоратот на универзитетот, со органите на управување, да ги дефинираме тие финансиски односи. Јас сметам дека ние во првата година треба да располагаме со парите кои студентите ги уплаќаат за фамозната икса, односно за заеднички информативни, културни, спортски, научни потреби на студентите. А во иднина сметам дека иксата како давачка која им се наметнува студентите треба да се отфрли, односно тие повеќе да не ја плаќаат и да најдеме други механизми преку кои ќе се финансира функционирањето на студентското тело. Значи, првата година парите кои веќе ги уплатиле студентите за студентски активности да се стават на располагање на студентското тело, а во иднина да се најдат други механизми. Колку за вас ќе биде тешко да им се приближите на студентите и да ги заинтересирате за ова, затоа што истражувањата покажуваат дека дури над 90% од студентите не сметаат дека нивниот глас е доволно застапен или не сакаат да учествуваат во работите затоа што не веруваат дека може да ги сменат. И со право го сметаат тоа. Во минатото ние немавме студентски представници, туку имавме некои олимпијци кои седеа горе во канцелариите и функционираа сами за себе. Гласот на студентите не беше слушнат. Меѓутоа сега имаме историска можност за прв пат гласот на студентите да се слушне, за прв пат студентите да се вклучат во одлучувањето. Мора да работиме на креирање на доверба кај студентите. Најпрво ќе канцелариите на Универзитетското студентско собрание ќе бидат отворени за сите студенти, за потребите на сите студенти. Секој студент ќе може да дојде, да работи, да учи таму, да реализира своји активности и да од 8 до 4 часот ќе може и да контактира со мене, со останатите студентски представници да ја каже своите проблеми, своите забелешки, своите идеи. Меѓутоа нема само да оставиме на тоа, само на канцелариите, ќе направиме и веб страна на која студентите ќе може да се информираат за нашата работа, да се вклучат во нашата работа, да ги кажат своите проблеми, барања, критики за работата на собранието. Освен тоа, ќе организираме и на сите факултети, ќе се организираат јавни собери, барем еднаш месечно, 2 пати месечно на различни факултети, на различни кампуси, каде што студентите ќе можат и директно да кажат тоа што сакаат да се реализира, да кажат кои им се проблемите и да се вклучат во работата. Ќе отвориме повик во сите проекти кои ќе ги работи Универзитетското студентско собрание да се вклучат останатите студенти. Постојано се зборува дека образованието е одлика на едно општество и дека младите си заминуваат не само од екзистенцијални причини, туку и барајќи подобри услови за студирање.
Дали со тоа што младите најмногу гледаат шанса да си заминат од државата, со тоа даваат директен одговор на состојбите? Да, желбата за миграција е дефинитивно одговор на состојбите. Никој не сака да си отиде доброволно таму каде што е израснат. Има безброј проблеми. Образованието, да, образованието не им ги нуди можностите на нашите млади да си го реализираат својот потенцијал. Не само високото, и основното и средното се на многу ниско ниво. Меѓутоа не е само образованието, имаме неквалитетна, нездрава животна средина, здравство, отсуство на правда, многу проблеми со кои младите се соочуваат и се принудени да ја бараат својата иднина надвор. Така што да, дефинитивно тоа е еден од проблеми. Тоест има повеќе проблеми кои влијаат на иселувањето на младите. Ние за една година нема да ги решиме сите проблеми, меѓутоа мора да го поставиме јавниот дискурс да се фокусира на образование, на потребите на младите и да ги поставиме темелите од кои подоцна оваа организација за 2-3 години ќе продолжи да функционира и да ги реализира студентските и младинските потреби. Ви благодарам на разговорот. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.